Почитувани гледачи, добро вечер, јас сум Александар Бичиклиски и вие го следите божикното издание на емисијата Проверитас, подкаст кој што е посветен за борба на вистината и вистински факти. Во оваа прилика дозволете ми во името на целиот наш тим да ви го честитам Божик, раѓањето Христово со желби за мир, здравје и спокој во секој дом. Вечерва со мене имаме еден многу интересен гостин. Поголемиот дел од јавноста го познава како човек кој што активно си има бавено со политика и се бави со политика. Помал дел од јавноста знае дека е голем верник, еден исто така голем дел од јавноста знае дека е пасиониран навијач на кошакарскиот клуб работнички на навијачката група City Park Boys, во минатото председател на општинска организација, со еден збор кажано еден урбан градски лик од Скопје. Добро вечер за Саша Богдановиќ. Добро вечер, добро ве најдов и поздрав до гледачите и среќни новогодишни и божични празници. Да ти благодарам што вече извои време на празници да не бидеш гостин во Проверитас и да поразговараме. Може со Саша, нели? Да ти се обраќам за да бидеме поблиски малку и до гледачите. Каде си денес политички? Да почнеме со тоа. Дали си критичар без партија или си политичар кој што чека можеби нов момент во политиката? Па сега моментално критичар без политичка опција, нормално имам комуникација и луѓето околу мене кои што ајде на некој начин сме заедно, делуваме, споделуваме некои исти политички ставови, имаме комуникација со разни политички опции, но во брзо време мислам дека ќе се најдеме повторно во политиката. Така, интересира дека често знаеш да кажеш дека во последно време дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија води србофобична политика. Дали се работи за официјални одлуки или за една партиска реторика, јас она што дој години сум бил портпарол на ВМРО ДПМН и сега гледам последно време соопштенијата што доаѓаат од Социјалдемократскиот сојуз, прават некои симбиози на Ванчо Михајловистичка ВМРО со српски свет, што мене бака искрено во главата ми создава една приказна која што не можам да ја сватам. Значи, јас веќе втора или трета година, веќе не знам, втора мислам дека сум оддалечен од СДСМ и нормално неколку пати сум ги критикувал или сум укажувал за некои политики кои што довеле до некои резултати кои што ги гледаме и на последните избори. Додека сум имал можност, тоа сум го укажал внатре во кругот на партијата, дали било на општинско ниво, на повисоко ниво, ама сум видел дека нема промени во тој став, во некои ставови, нормално како што си влегол така му излегуваш. Се до оној момент каде што нормално кога ги критикувате, наоѓате на напади. Иако повеќето од луѓето се согласуваат со некои ставови кои што ги кажувам јавно, бидејќи ако ги кажете вие во затворен круг, тие воопшто не допираат. Тоа што ќе почнете јавно треба да допра до некој дека нешто треба да се промени. Ама во последно време, посебно после локалните избори кои завршија сега скоро, каде што СДСМ имаше доста лош резултат, односно, ајде да не кажам, со бројки многу полош од претходно. Гледам една политика во која што не наликува на политичка партија, него мене ми наликува, бидејќи сум од дете, сум бил активен и сум во СДС, мене ми наликува ко лична пресметка, односно одработка за некого и нешто, а мислам дека тоа само штета прави. Прво се прави штета кај гласачите, граѓаните, бидејќи има доста луѓе од ајде да кажам, српска националност, срби што давале подршка за СДСМ, едноставно почнуваат да се прашуваат што е ова етикетирање, односно на некој начин ставање мета етикета како да не постои никој друг во државата или никој друг од надвор, него единствено тоа се таргетира една држава, едно регуларно избрано раководство кое што секогаш било благо наклонето према македонскиот народ. Мене ми е глупо, искрено, ајде политиката да ставиме на страна. Јас ги употребив тие зборови на еден мој пост, каде што може би употребив некои изрази кои што биле специфични во некое минато време, каде што едноставно луѓе се етикетирале врз основа на тоа, врз основа на таа етикетираност страдале многу луѓе, што по мене не треба да надоликува на Социјалдемократски сојуз кој што пак
се повикува на антифашистички вредности. Вие секој ден да имате по 3 соопштенија, да таргетирате и употребувате име на една нација, на еден народ, на еден председател кој што го гласале на 2,5 милиони гласачи, така на така, стварно не е нормално, ајде да кажам. И не разбирам, искрен да бидам, значи тоа е методологија која што одредени кругови во надворешната политика во Бугарија употребуваат српски свет од типот на оној Ангел Џамбазов, од типот на Каракачанов, тоа се типовите кои што го употребуваат како израз, па кај нас прв го прифати, мислам, Бујар Османи во еден период, нели, српски свет, па после тоа Социјалдемократскиот сојуз со цела една работа, што за мене, значи, несватливо, јас немам против никој свет ништо против во животот. Имам пријатели албанци и срби тут. Меѓутоа, српски свет самото по себе како поим во политиката ми е тотално нејасен. И уште па тоа кога ќе го спојат со ВМРО Ванчо Михайловистичка, знаеме Ванчо Михайлов главен непријател кој биле. Според него србите и кралството на србите, и не можам да ја сватам таа симбиоза и што сака денеска да направи. Искрен да видам. Мислам дека далеку се од познавање некои историски факти и аргументи. Јас затоа не го кажав тоа, не го напишав случајно, бидејќи не беше тоа од денеска, него тоа се повторува неколку дена и го напишав лично, бидејќи се чувствувам и лично на некој начин и луѓето околу мене кога почнуваат да реагираат, кои што припаѓаме на таа заедница, кои што се дале свој допринос во политика, во спорт, во култура, во бизнис, едноставно се чудат, а што 90% биле гласачи на СДСМ. Тоа е најтрагичното. И едноставно кога гледаат такво етикетирање, напаѓање, тогаш вие сваќате дека тоа е веќе партијата е претворена како некој центар за да спроведува нечива туѓа политика. Значи, можеме да се согласиме дека се работи во моментов за заробена политичка партија на одредена група на луѓе, кои што немаат врска ни со социјалдемократијата. Немам друго како да го оценам, бидејќи после тој текст, прво еден куп луѓе се јавија во коментари, најголемиот дел кој што се поддржувачи на СДСМ со поддршка на тоа што пишам, демек се претерува. И сега вие кога не допирате, вие одма идете контра и одма напаѓате. Значи вие како да сте должни да се што не ви се допаѓа или се што е поврзано со одреден политичар да го сатанизирате на некој начин. И да го исклучат од политичката партија, како што се случи и со во последно време со Деспотовски, мислам дека. Да. Човек кој што 40 години, 35 години во социјалдемократскиот сојуз. Тоа стана чудно што 4 век онака од прилика таму. Значи животот сме го поминале таму, здравје сме изгубиле. И сам се бил и ти во политика. И едноставно ти доаѓа чудно, чекај, некој што дошол вчера, завчера, ти е поголем, ајде да кажам, СДС-овец него што си бил ти. Затоа многу луѓе се и тргнати, едноставно, како да не смеа да кажат или да критикуваат. А СДСМ била позната, јас сум бил присутен на маратонски седници, кои што се дискутирало баш како демократска партија, да секој си го каже својот став, па на крајот се носи одлука. Ова е како еден вид да сме затворени во една соба и што денеска добиваме налог, хајде да кажам така да го сватам, напаѓајте тоа и тоа. Удрете по Саша, удрете по ова, денеска отприлика. Ама се стихино некако, нема концизност и поврзаност. Ајде да се вратиме малку на еден дел, па пак ќе збориме за ова подоцна во емисијата. Релативно успешен дел од твојата професионална кариера кога беше градоначалник на општината Центар. Тогаш се донесе еден мораториум за градба, нели, колку што се сеќавам. Критичарите велат дека тоа бил популизам, без резултат. Што реално се смени во Центар по таа иницијатива, по таа ваша одлука? Дали на подобро отиде работата после тој мораториум? Значи вака, во Законот за урбанистичко планирање имаше член од законот кој што вика доколку има неусогласеност на деталниот урбанистички план со генералниот урбанистички план, односно сите детални урбанистички планови кои што се донесени пред генералниот урбанистички план, тоа беше генералниот урбанистички план се донесе 2012, има право да не се спроведу. И ние се повикавме на тој член кој што стоеше и во генералниот план и во Законот за урбанистичко планирање, и има одлука на Совет кај што се донесе одлука за носење на план и за извршување на план. Ние се повикавме на таа одлука за неизвршување. Значи тоа е одлука која што произлезе од Комисијата за урбанизам, која што детектираше надменување на параметри во станбен, деловен објект, а не ги задоволуваше параметрите за она општо добро. Значи градинка, школа, паркинг. И нас не беше целата идеја да во тие
планови кои што беа ставени под така наречен мораториум, инаку одлуката беше за неизвршување на деталните, неспроведување на деталните урбанистички планови, да пробаме некои парчиња од државно земјиште да ги сочуваме и да ги пренамениме за некој општо добро. Дали се постигна ефектот до крај? Не до крај, бидејќи не се донесоа сите планови како што се планираше, се донесоа само 9 детални урбанистички планови, кои што беа општо прифатени и од граѓаните, и од градот Скопје, Министерството за транспорт и врски, и од политичките чинители. Значи, за тие планови гласа и СДСМ, и ВМРО, како советници, и шанса за центар, или мислам дека тогаш не беа во коалиција со СДСМ, грешка. Ама беа едногласно прифатени. И, например, се постигна да во 9 планови се избришат околу 14.000 квадрати за градба, кои што не требале да бидат на тоа место. Значи, еве кажам еден пример. Пред Олимписки базен требаше да никне хотел, кој што немаше потреба, ќе уништеше една зелена површина, нели највеќе луѓето реагираат и тука се направи една како памп трака каде што млади возат велосипеди. Например, во пролет се исчисти една дивоградба, еден деловен објект кој што требаше да никне, се направи, се уцрта детска градинка, која што сега е најмодерна во општина Центар, единствен капитален проект кој што го почнавме од почеток до крај и без задолжување. И ред други такви ослободувања, значи се додадоа паркинг места, да колку толку се задоволат општите критериуми. Дали во тие 9 плана успеавме да постигнеме некои цели, но во останатите, бидејќи падна на Уставен суд, не успеавме да довршиме. Така, во моментов како изгледа според тебе Центар? Дали се бетонизира? Видовме што Да, се случи со Карпуш во периодов што помина? Дали општина Центар во правилен правец оди во тој дел или? Па, општина Центар продолжи да ги реализира тие стари планови, по некои податоци што излегуваат и во кампањата се спомна некоја бројка од 400 одобренија за градба, сега тука има различни и за куќи, и за згради, и за деловни објекти, но тоа е енормно голем процес. Прво, е невозможно да се следи од страна на инспекцијските служби, а нели критикуваме дека треба контрола. Во општина Центар имате само еден инспектор кој што отиде во еден објект, изгуби 2 до 3 дена, па дека направи записник, па решение. Значи процес од 10 дена. Рачунете вие 400 објекти кои што се градат и кои што цело време треба да се посматраат. А не се продолжи со оној процес на носење на нови планови каде што нешто би се сменило. Тоа не значи дека во општина Центар не би се градело, но барем нешто да се дисциплинира да биде подобро. Така, и сепак центар на градот е центар на државата е место кое што треба да биде, нели, и така, сега едно големо градилиште. Репрезентативно место. Кажи ми, еве, да кога говориме за сите овие работи кои што се случуваат и се случуваат во моментов на политичката сцена во Македонија, нели, многу битна работа за оние кои што се на власт и кои што ја практикуваат власта е да имаат здрава, квалитетна политичка опозиција, која што на некој начин некогаш можеби ќе биде коректор, некогаш можеби ќе даде и добра идеја за што треба да се направи во минатото. Значи, јас сум бил, нели, на страната на ВМРО-ДПМН како портпарол, другата страна Социјалдемократскиот сојуз. Значи, нормално е дека не можеш да се сакаш, меѓутоа се почитуваш, нели? До некаде имало едно ниво на комуникација. Кажи ми, еве, што мислиш реално за новото раководство на СДСМ? Кои се тие луѓе таму? Јас се 35 години се бавам активно со политика. Саша, да ти кажам, така неколку ликови по презиме, некого ако познам, знам дека едниот од синовите на Бислимовски е Јон Фрчковски и тука негде ми се затвара приказната нека. Генерално новиот тим, освен што се направија неколку рокади и се сменија дали тројца, четворица, генерално остана иста, да не кажам. И од можда Мартин не беше организационен секретар што беше кандидат за Куманово, он не е. И не знам кој друг, Менде исто што беше од Битола, и некој само тие неколку измени, а генерално суштината остана истите луѓе. Значи и од организационен секретар Фармаковски, председател Венко, заменик председател, не знам кој се стаи, дали остана Фаница уште и така натака. Значи вие немате некоја голема промена, да кажете, во раководството, ама сепак тоа е одлука на председателот на партијата, на председателот на СДСМ, кој што така решил. Ги смета тие луѓе валјда за лојални, послушни и валјда со нив смета дека може да спроведува некои политики. Од моја гледна точка и од луѓе што со доколу разговарам, генерално добар дел од тие луѓе не ги познаваат или може не ги познаваат подобро
ај така слободно да се изразам, и гледам дека уште поголема разочарување, бидејќи еве ќе кажам еден пример. Еден другар и приватно и се знаеме од СДСМ, кој еднаш искоментира на почетокот, имаше одредени коментари, многу, ајде да кажем, 80% зашто се критикуваа некои одлуки тогаш на партијата. Сега исто пише одреден коментар дека повторно ништо не се смени, имате повеќе од пола го поддржуваат од тие што биле контра. Значи, вие не сте го подобриле угледот кон сопствените симпатизери, членови, гласачи, него едноставно по тоа нешто мене ми кажува дека нешто не е променето на подобро. Сакаш да кажеш, Сашо, дека последниве години, говорам последните двајца луѓе кои што беа на чело на Социјалдемократскиот сојуз, владеа од типот, нели, треба да им одиш по кејф, да бидеш близок со нив за да довиеш нешто. Дали твојот став, твојата неутралност беше причина што не доби мандат за кандидат за градоначалник за Центар, иако на анкетите стоеше одлично, добро, според сите ние? Па, има тука неколку причини, зависно кој од која ги гледа. Мислам дека оваа одлука што дискутиравме претходно, имаше притисок во партијата дека не треба да се продолжи со такви одлуки, има страв дека јас повторно би можел да, заедно со Советот, значи тоа градоначалникот не ги носи тие одлуки, ама на некој начин и одлуките што се носат на микрониво, на локално, се некои политички одлуки, според тоа покажуваат одредена политика. И мислам дека тука највеќе настана предлогот за да не го добиам повторно мандатот, едноставно дојде, и тоа се случува, дојде кандидат за градоначалник кој што едноставно одобри се што ајде на некој начин ги остави старите планови да се спроведат во општина Центар, и сега затоа имате едно енормно градење во Центар, каде што не гледате ништо добро. Се што беше добро беше нешто започнато во наш, односно во мој период, и сега се завршува. И затоа се веќе имате и проблеми во општина Центар, недостаток на вода, слаб притисок, несреќни случаи, да не набројувам други проблеми. И можеби да, имав некои спротивставени ставови, тогаш поранешниот председател на СДСМ Бранко Црвенковски излезе и го замрзна уствари членството, бидејќи бараше да биде ставен договорот за добрососедство со Бугарија, да го расправаат на централен одбор, да не се носи во ајде да кажам 4 ѕида, односно меѓу неколку луѓе. Тоа го побарал Бранко Црвенковски, така? Тогаш да, нели, пред да го замрзне членството, и ако јас тогаш на новинарско прашање бевме на отварање на една сензорна соба, и јас ја дадов поддршка дека стварно треба да се дискутира за тоа, бидејќи станува навистина за сериозен процес, за нешто што можеби ќе направи штета на државотворна. И тука нормално имаше одредени недоразбирања, фактички некој начин, ако не се согласите со таа некоја политика, тогаш можете да не добиете поддршка во понатака, и тоа се случи. Јас имав шанса и можев да одам и како независен. Сепак, како викаат, ајде СДС со петокраката, ајде ние сме верници со крстот на чело, останав доследен. Кога видов дека нема никакви промени, дека се оди по некој тек кој што по мене е неповратен во политички процеси, и дека не знам како ќе заврши тоа на крај, решив да се повлечам. И не само ти, јас би рекол една бака плејада од луѓе кои што значеа нешто на ЗДСМ во Скопје, тргајќи, што знае, од Софија Куновска, Петре Шилегов, Еса Драхич, сите, да. Јован Деспотовски, така натаму, се луѓе кои што буквално вака во еден замав беа тргнати. Кажи ми, потребни му се промени на СДСМ во моментов? Дали говорам и идеолошки, говорам и кадровски промени, бидејќи јас сум профилиран десничар, човек, нели, така идеолошки сум определен, и секогаш сакам да знам што е левица, што е другата страна, кои се начините на делување, меѓутоа во овој момент јас тоа не можам да го препознам кај Социјалдемократскиот сојуз. Јас на почетокот кога го дискутиравме, мојата реакција за некоја србофобна политика баш го кажува дека е спротивно на некои заложби, идеали кои што ги имала СДСМ во минатото. Едноставно веќе е ставена како мала политичка партија во функција на некој туѓи интерес. Дали е некој да кажам партнер или сосед, или пак од некоја група на луѓе кои што сакаат преку СДСМ да се пресметуваат со државно раководство на некоја друга држава, со народ
од кој што ни е секогаш близок, барем во последно време се повеќе и повеќе се доближува, немаме никакви отворени прашања со Србија ни со српскиот народ. Гледаме се ова што се случува од страна на Бугарија, па и во Грција, без разлика што некои работи се решија, нели имаше сега некои инциденти каде што се забрануваше музика и така натака. Јас не сум слушал таков проблем да може да има некои инциденти, ама тоа да е нешто, ајде да кажам, изолирано. И се вие колку со сила да некој нешто сакате да бркнете во око или да направите проблем, како некој секој ден она ве буди од сабајле, ајде сега повторно, ајде она како некоја завист е тоа да го правите. Да, ма како викаат 100 пати повторена лажга, на крај ќе почнат и да веруваат некој во тоа. Многу е симптоматично, значи многу е вие да се фокусирате на компании, да се фокусирате на политичари. Ако имате, прво вие водите ли политика во Македонија или водите во Србија? Ако водите во Србија, регистрирайте партија таму, дајте поддршка на некој од таму и ќе видите како ќе поминете. Јас навистина не разбирам оваа приказна во последно време и наративот на Социјалдемократскиот сојуз. Ќе ви кажам еден пример, извини што те прекинувам. Еве една чудна, интересна. Во моја предпоставка, дека не е тоа намерно, се случуваат кражби на бисти на народни херои од Народно-ослободителна војна. Да. И во парк, ама и на други институции, во цркви, али најчесто на бисти кои што предпоставам можеби заради старо железо, бронза и така натака. Вие како наследници на антифашистичка војна, како наследници на партизаните, вие немате една пресконференција да кажете како предлог, еве ние ќе донираме или бараме од институциите кои што се надлежни тоа да го направат. Так. И се вие се фокусирате со напади на некои политичари што не се во Македонија, кои што не делуваат политички во Македонија. А еве, например, најбанална работа, може да излезе младината, форум на жени или било што, барем за тоа да реагира. Освен што имаше по некои портали и по фејсбуци, немаше вие како политичка партија тоа да го истакнете. Еве, најобичен пример, сега ми текна. И уште еден пример имаше пред некој период со типичен напад на мизогенија на жена во парламентот, пратеничка од ВМРО-ДПМН, и немаше тука единство, баш единствен станка, сите жени да искочат и јавно да ги одбранат. Така да очигледно се работи за некој вака мално интересен политички круг на луѓе. Мислиш дека треба после сите овие работи Венко Филипче да поднесе оставка од прв човек на Социјалдемократскиот сојуз, ако реално и тој е човекот кој што владее со СДСМ. Дали ќе момент сега да си поднесе оставка? Дали ќе поднесе оставка, мислам дека не. Мислам дека ќе држи партијата уште некое време, ама мислам дека природно веќе по тоа што гледам, што слушам, што комуницирам со некои луѓе, дека веќе ферментира, ајде да кажам, во некои места и дека тоа природно ќе си дојде. И мислам дека тоа ќе си дојде само по себе. Нормално не верувам дека до таму ќе се оди да се држи со сила нешто, бидејќи на крајот со ваков вид на политика, еве јас ќе се трнам на страна, ќе кажат овој го, не знам, сменил страна, направил не знам што. Јас ви кажувам во кругот на луѓе, еве, кои што ми се мене блиски, кои што од 10-11 гласале за СДСМ, така да се изразам, носели уште еден од дома, сега од 10 не сакаат. Значи, јас тоа може да критикуваат, да напаѓаат, ама треба да го сватат како најдобро намерна критика. Значи, вие имавте резултат во Куманово, кој што бил бастион на СДСМ да биде четврта партија. Да, Исто имаше таква реторика на кандидатот. Мене Мартин ми е другар, без разлика што веќе не сме во иста политичка опција. И он тогаш имаше одредени испади према протестите во Србија, зазимаше некои страни се, и дури неугледни, и помина многу лошо. Значи, сега луѓето не забораваат од прилика какви гестови, какви се, ајде да кажам, добри работи ни се случували, и сега ви одеднаш нешто не ви се допаѓа, или пак ја повторам по мене, се повеќе ме симптоматично дека тоа е организирано од некој центар на моќ. Вие станувате една алатка за да тоа го спроведувате, но при тоа и не нудејќи нешто посебно. Еве во ред сте заземале таква страна, терате, ќе видите како ќе поминете. Ама што е тоа ново што се нуди? Што е тоа што треба да се понуди како опција? Така, како го неколку пати спомнуваш, центри на моќ се работи за некој кој што раководи со главните луѓе на СДСМ, држејќи ги за нешто хипотетички, или се работи буквално за некои бизнес релации кои што така?
Па мислам дека е се тоа на куп. Се заеднички интерес. Така ми изгледа. Не ми доликува вие сега да напаѓате приватни фирми, да напаѓате телевизии кои што се отвараат, например се отвараат тие такви телевизии, се отвараат и во Германија, и во Австрија, и во Америка, кои што се прозападни, западни земји, и вие сега го критикувате сето тоа за некое влијание туѓо, а имате од сите страни имате и од други држави телевизии кои што делуваат. Значи очигледно е дека тоа е наменски, така е да кажам, пласирано. Го пласира. И да нападнеш новинар кој што на некој начин можеби бар на македонското новинарство и да кажуваш дека тој човек нема појма новинарство, за Пранко Геровски говорам. Да, последните напади кои што навистина не беа ни уместни, не беа ни на место. Ајде да проговориме за неколку други политички партии. Добар познавар си на политиката во Македонија, си бил градоначелник и работел со сите политички партии. Постои уште една политичка партија, условно кажано македонскиот политички блок, која што се дефинира како опозициона партија. Тоа е политичката партија Левица, која што треба да биде идеолошки многу блиска со Социјалдемократскиот сојуз и така натаму. Прогласија победа на последни локални избори Левица, јас се чудев таа вечер каде победија, нели кажа во урбаните делови на аеродром, таму и така натаму. Не се тоа не е битно. Дали Левица одзема дел од гласачите на Социјалдемократскиот сојуз и дали идеолошки се работи стварно за левичари по сето она што го прават, покажуваат и како делуваат. Значи, делуваат како црвена буржоазија, личниот комодитет им е многу голем, настапуваат како анархисти дури за некои работи, не нудат решение. Каде е тука целата таа приказна? Што мислиш? Реални левичари се? Популисти ли се? Како да кажам, со посетите некои нивни настани што ги имаат, они ако сакаат да се држат до тој, да кажам, југословенски социјализам кој што функционирал во минатото, може би ајде некако да ги разберам, но она посетана со гробот на Енвер Хоџа, кој што па тој бил тотален диктатор, посебно за етнички прашања, значи вие едноставно осудувате, не знам, некако не спојуваме тоа со тоа. Има разлика од управување до управување. Мислам дека они некако одат повеќе користејќи тие социјални мрежи со напади, не со ништо конкретно. Јас неколку пати сум го дискутирал во неформални разговори, најдобро да се даде една општина, некоја, која што ќе се даде на управување, во рамки на постоечкиве закони, правила и така натака, и да се види сето што е тоа што политика, како политика може да го спроведе. Нека биде и, не знам, општина Центар, Карпош или некоја друга во Скопје што е, и вие на микрониво ќе видите каква политика се спроведува. Мислам дека они сега критикуваат се што треба и не треба во Македонија на политичката сцена и на тој начин прибираат, ајде да кажам, ситни поени, ама мислам дека плафонот е тука некаде. Може би од отсуство на Социјалдемократскиот сојуз повеќе луѓе се прилепуваат на таа опција, но мислам дека како структура да се изгради, да се направи, дека нема да се успее. Бидејќи таков тип на политика како претенденти, ајде да кажам, за Европска унија не поминува на некој начин. Мислам дека далеку сме од тие места каде што вчера, нели, пред некој ден подршка на Мадуро, на Социјалистичката партија народна во Венецуела и така натаму. Мислам работи кои што својот двор не сме си го следиле, сега ќе даваме информации. Знаете како имаш една изјава кај што големите се тепаат, ние да гледаме да се спасиме, да не настрадаме, пошто некако куќата што сме се направиле сите овде на Балканов, ние на некој крстопат и често не поминувале лоши работи и кога ќе дозволите некој од страна така да ви напри, на жалост лошо поминуваме, а се помалку не има сегде, ајде да кажам, посебно овде на Балканов и не ни треба да се мешаме во тие, ајде да кажам, во тие високи, големи политики. Да, но една работа е јасна дека мора да живееме едни покрај други одека и да живееме во нормални услови. Ајде да се префрлиме малку кога говориме за политички партии во Македонија, за уште да неколку реченици за она што се случува во условно кажано албанскиот политички кампус. Што мислиш, дали изминатите 7 години во времето на владењето на коалицијата на СДСМ и ДУИ, всушност ДУИ беше
главната политичка партија која што ги спроведуваше политика, а Социјалдемократска сојуз стана привесок. И затоа доживеа онаков дебакл. Па на крајот и тоа сами го призна СДСМ, ако сте ги следеле изјавите тогаш кога стана председател Винко Филипчев, он сам кажа дека се дистанцира од Демократската унија за интеграција, бидејќи сите анализи покажале дека тоа им изгубило многу голем број на гласови. И реално беше така, бидејќи од како поминуваше мандатот, нели, на СДСМ, кој што траеше 7 години, мислам, се повеќе замав, односно улога во креирањето на политика земаше Демократската унија на интеграција во многу ајде да кажам сектори или сегменти кои што се од битен интерес за државата. Пример за надворешни работи, ние имавме креирање на политика тогаш од Бујар Османи кој што идеше лобираше за така названо Косово во Шпанија. Мислам, не си ја вршеше работата своја тука. Нормално ти можеш да имаш можеш да имаш свој став, али како се вика сега кога сте во таа позиција мора да ги спроведуваш одлуките, односно да спроведуваш политиката на државата од која што доаѓаш. Мислиш ке се реформира ДУИ, постои таму некој демократски капацитет. Јас во Социјалдемократскиот сојуз знам дека има демократски капацитет кој што може, нели, да ја направи нормална политичка партија онаква како што треба да биде. Но за ДУИ не сум сигурен, бидејќи во оваа емисија на неколку пати неколку гости мои прашував логично кои што се бават со аналитика политичка и кога ги прашувам за ДУИ состојбите, сите го велат истото. Ако го нема Али Ахмети, нема да постои ни ДУИ. Ама викам добро луѓе. Да, можеби луѓето ќе се сменат меѓутоа, ако го нема тој човек, тој ме централна фигура, толку ја ДУИ. Па добро, он може да се уште е најголем авторитет, ама на крајот се менува времето, се менуваат околностите, значи веќе со таква воинствена политика не поминува. Значи сега повторно излагање на улици, одење во шуми, не знам, малце се сменја, луѓето веќе дискутираат за вештачки интелигенции, за не знам, летечи возила едно друго, ние со шуми и со планини уште ќе се занимаваме. Мислам дека тоа не поминува ни кај албанците. И чизмите на покрив како беа на кров. Да, јас еве доволно е да прошетате во било кој дел, ајде да кажам, каде што се мнозинство албанско население, каде што веќе порано се враќаа луѓето што одеа во странство, ќе се вратат мо 3-4 месеци, веќе не се враќаат ни по 10 дена, ни по 15, а тие што се веќе второ, трето колено остануваат таму. Ја ќе кажам еден пример, како председател на Шаховска федерација, воведовме шах во основни училишта како изборен предмет и треба да донираме шахови за одредено училиште во Тетово и баравме податоци за колку ученици има за да доставиме и порано ако имало 1000, сега имаше 400. Значи толку се огромни разликите. И тоа го бараат и самите албанци, значи повеќе работни места, подобри примања, подобар живот и така натака. Веќе никој не дискутира за планини, шуми и така натака. Да, Вленте има историска шанса која свати голема шанса има како да се профилира како водечка политичка партија меѓу албанците, ако ги направи сите овие нели работи кои што ќе отргнат од тие канчи на минатото и нели риториката на политичките партии во Албанија. Ајде да проговориме малку, ако ми дозволиш, за актуелната влада во моментов која што владее со Република Македонија. Нешто кое што во последно време мора да признаеме е на добар пат тргнато се покрај оние, според мене, значи јас можам малку субјективен, работи кои што се прават во делот на инфраструктура, во дел на образование и така натаму, во делот на надворешна политика. Што мислиш, Саша, дали во последно време конечно имаме став и црвени линии до каде може да се говори за национални, државни и такви интереси во Македонија? Јас имам некој такво чувство во последно време. Знаеш како, јас тоа го гледаш од претходно, кога политиката надворешна ни ја водеше кадар на ДУИ, кој што се залагаше можда за туги некои заложби интереси, не за македонски, сега се гледаме дека пробуваме надворешната политика да ја ускладиме, подобриме низ многу, ајде да кажем, гестови и за зимање на одредени цврсти ставови, значи нема ни лево ни десно. Ја вчера го слушав, или завчера, не знам кој беше премиерот на отварање некоја градинка, каде што дискутираше во врска за приближувањето со ставовите со Бугарија, во врска со решавањето, поправење на некоја комисија и така натака. И вие гледате дека од другата страна вика, па зашто на македонски,
па на кој јазик, па на тој јазик дискутираме. Се пак вторно доаѓаме за оние основни работи кои што фактички се у позадина на тој добрососедски договор и гледате тука цврст став. Во ред, спремни сме да разговараме, ама тука се линиите на некој начин и мислам дека таа, да кажам, политика на некој начин кој што се спроведува како надворешна, мислам дека ќе даде позитивни резултати, бидејќи на крајот сепак сме мала земја обкружени со не секогаш добро наклонети соседи и мислам дека ќе успееме таа, ајде да кажам, таа надворешна политика да искористиме за добробит за нашата земја. Така, дали мислиш дека како релативно не многу стари луѓе, јас и ти си 85-та, така колку што чинам млад човек, ќе доживееме, ќе дочекаме во Република Македонија ставовите на опозицијата и на власта во делот на надворешната политика и црвените линии да бидат потполно исти. Тоа многу успешни држави во светот да го прават и се успешни токму заради тоа се единствени во својата. Јас мислам дека да, ама се зависно од чинителите во политичките опции. Значи, ако ви имате политичка опција која што е неоптеретена со нешто, да не кажам друг збор уценета, тогаш ако е уценета, тешко дека може да се прилагат, таа секогаш ќе ја користат за некој друг интерес. А ако од едната и од другата, па и од третата и од четвртата страна, и во албанскиот дел заземе одредени ставови, пред се кога станува збор за Македонија, за македонскиот интерес, мислам дека тоа ќе се случи, но пред се во сите тие политички партии треба да дојдат луѓе кои што немаат товар. Ама имаме капацитет. Тој товар ќе не влече. Има капацитет, како нема. Гледате, например, одреден дел од СДСМ кој што се одвои, отиде направи политичка партија, знам, која што јас бев вклучен во кампањата за локалните избори чисто како пријателски да помогнам во општина Центар, освои 40.000 гласа кои што на пример ги потврдуваат црвените линии кои што ги има и сегашната влада. Значи вие гледате еден дел од левицата кој што се припоил баш заради усогласување на тие ставови. И добро функционираат до сега. На некој начин гледаме дека и албанскиот дел нормално си има некои своји изјави, ама ги почитува тие стави. На некој начин имаме усогласена политика. Јас мислам дека добро функционира оваа владина коалиција без уцени како што во минатото често пати знаело се случува во Македонија, работата на маса отворена, да се надевам дека ќе биде така. Ајде да проговориме на мала дигресија да направиме за јас и ти сме имале секогаш различни политички ставови во животот, тоа нормално, нели? Ти левичар, јас десничар. Но за различен клуб да најуваш. Да, но имаме една заедничка љубов. Да, работнички. Тоа е кошаркарскиот клуб работнички, нешто што нели јас сум растел со целата таа приказна во мое време. Еви на Facebook на профилната страница ми е слика со City Park Boys, првиот чал што го имав и до ден денес го чувам. Во мое време беше во кошарка навивавме за работнички, во фудбал навивавме за Вардар и така натаму. Во периодот кога беше градоначалник, но и пред и после тоа си силен поддржувач и човек кој што го сака многу работнички. Што се случува денеска со прва да тоа проговориме, што се случува денеска со работнички? Каде е работнички на мапата на онаа кошаркарска нели мапа? Ако знаеме дека Вардар е национална гордост на Македонија во фудбал, дарем истото не би требало да го има и кошаркарскиот клуб работнички, да речеме ракометниот клуб Пелистр. Па добро. Каде е работнички моментов, каде се наоѓа? Вардар ако беше фудбалска национална гордост, работнички беше, ајде да кажам, кошаркарска национална гордост. Иако има доста квалитетни клубови и други, ајде да кажам за работнички се навиваше од Ѓорче Петров до Железничка, Аеродром и одреден тука дел навиваа за МЗ и секојаш ние бевме поголемиот клуб, но на жалост во изминативе неколку години и предходно, и пред да станам јас градоначалник, има една негатива на работнички. Тогаш морам да признам дека раководството на општина Аеродром и преку спонзори разни успеа да го крене МЗТ како главен ривал, ајде да кажам, градско дерби. Има еден графит кој ќе отидете на Ленинова, вика 14-0 на 15 требење. Тоа беше 14-0. На жалост, многу тогаш од политичката гарнитура во општина Аеродром вложи, на жалост, зборам на среќа на наша жалост како центарци, вложија многу во МЗТ и тогаш почнаа да редат многу победи, да ни се приближуваат на некој начин со титулите. Јас кога дојдов како градоначалник во првата година освоивме 15-та титула, куп и после имаше корона, се одложи првенството и на жалост од тогаш ево лоша состојба
кошаркарскиот клуб, во лоша во смисол што едноставно нема континуитет на некој начин да работите. Значи ќе почнете 3-4 месеци, па потоа ќе се случи да нема доволно средства, да има спонзор, па да го снема. Инаку морам да кажам дека додека бев јас, навистина се трудев за да ги наоѓаме сите тие обврски да ги завршуваме спрема кошаркарскиот клуб. После тоа дојде еден спонзор голем, тоа беше МТЛ, кој што солидни пари одвојуваше. Едноставно заради некој лошо менаџирање на самиот клуб се доведе да тој буџет се многу се намали. И се едноставно вие кога ќе почнете да губите спонзори, не придобивате нови, тогаш самиот клуб не може да постигнува завидни резултати и гледаме на жалост лоша игра, да минатата или последната утакмица победи Работнички, ама во континуитет него завршува првенството со нешто што е најпосекуваното, тоа е да биде прв и да земе титула. Да. Јас на последната титула која што Работнички ја освои, мојот најстар син живее во аеродром, на 12 спратим го извадив знамето, дека не ми се лутат сега на гачите, најмзите, ама морав. Ни тоа баш вака во центарот на... Ме радува еден друг факт, што полека некако кога дојде короната се пресече одењето по утакмици и луѓето сами се одвоја, посебно такви собри на јавни места каде што имате поголема група на луѓе. Ја гледав последната утакмица на телевизор, односно на пренос, немаше ни пренос на телевизор, на стрим и видов дека солидна група на млади луѓе собрани да го даат поддршка и на едната и на другата страна, што го враќа и жарот на самото дерби, бидејќи порано тоа се дискутираше. Недела дена пред утакмица, недела дена после утакмица, зависи кој ќе победи, изгуби, имаше за фраканци, некако за тоа се живееше. И ме радува дека сега полека, мислам дека ќе се врати тоа. Како што со Вардар е приказната, навистина голем успех е што таа бездна која што беше се враќа и е веќе, ајде да кажам, прав бренд на Македонија. И треба да биде некоја, Саша, мислам дека најефтината реклама за една нација, за една држава е спортот, преку спортот, нели, преку тие луѓе ги препознаваш и целата нација и сите луѓе. Ова не ти е единствено овака искуство со спортот, пред малце кажа, беше нели и председател на Шаховската федерација на Македонија, се прво да расчистиме на работа, да не ме разбереш погрешно. Шахот е спорт или игра? Па, и дали има спортска повреда на шах? Секој што го прашувал тоа, може ли да има спортска повреда на шах, на пример? Види, спортска, значи секогаш било различно, значи имало спорт и шах, имаше една емисија порано, така секогаш шахот се одвојувал како посебна ментална дисциплина спортска, така да ја наречам. И си има нели посебна шаховска олимпијада како посебен вид, но на вистина со например со некои податоци, бидејќи ја не сум професионален шахист, што сум ги слушал, имало такви случаеви каде што луѓе се изнемоштиле од толку многу играње шах, бидејќи имало партии кои што траеле по 2-3 дена, каде што ќе изгубиш по 5-6 кила. Значи тоа се интересни факти кои што јас не сум ги знаел, а навистина шахот во последно време сите клубови, сите чинители, шаховски играчи, велемајстори дадоа некој свој придонес за да се отворат повеќе клубови, се воведе шахот како изборен предмет во основните училишта, се направи одредени секции, турнири и така натака, а не е некоја скапа инвестиција и мене ме радува што се повеќе деца се вклучуваат, макар да го научат. Нормално тој што ќе има желба и ќе продолжи да игра и понатака и на некој начин да Македонија повторно произведува квалитетни шахисти, велемајстори кои што ќе се надпреваруваат. Инаку податок ова е од колегите кои што се бават со шах е игра, е така да наречам, дека преку 1 милиарда луѓе се такмичат, дали на превари, дали онлайн игра, дали секако, али 1 милиарда активно регистрирани има. Практично секој осми жител на планетава активно игра шах. Дали некој тоа рекреативно или професионално, да. На второ место велат дека била таблата. Има нели еден интересен податок, која година била шаховската олимпијада во Скопје, 70 и некоја 72-трета, така нешто. Втора-трета, нели, специјално направена и вела дека тогаш првпат настапил во Скопје, според мене, еден од најдобрите шахисти на сите времења, Боби Фишер. Да. Тука бил во Скопје, тогаш првите почетоци ги направили и било нешто многу интересно да се гледа во тој период. Ние успеавме,
Сега далеко е шаховска олимпијада да добиеме во некоја надпревар како што се Индија, Кина, поголеми земји кои што навистина одвојуваат големи средства, ама добивме неколку значајни првенства благодарение и на поддршката на Министерството за спорт, владата, спонзорите и ајде да кажам пријателствата кои што сме ги оствариле, поддршката. Значи добивме шаховско првенство за сениори, добивме, тоа беше светско, па европско добивме, така да тоа е една промоција на самата држава, бидејќи тие луѓе доаѓаат, десетина дена се тука играат, трошат, носат пари што се вика и се вратат околу 500 луѓе кои што ја запознаваат Македонија и плюс сето тоа се пренесува онлайн, бидејќи сите табли се електронски, се пренесуваат и се следи. Значи тоа е една промоција на државата. И за нас е тоа навистина голема гордост, бидејќи успеаме и преку шахот да правиме промоција на Македонија. Со многу љубов збориш за шахот, се гледат. Дека го сакаш. Па што знам, некако предизвик ми беше, ајде од кошарка некако на шах, не беа некои големи инвестиции, се надевам дека ќе имаме се подобра и подобра соработка и со Министерството и со општествено одговорни компании за сето тоа да го подобриме уште повеќе. Така, добра идеја што се возобнови практично Министерството за спорт. Имаше во еден период 2-3 месеци порано пред 20 години, ево сега повторно има Министерство за спорт. Добра ли идејава? Па, добра ли е приказнава со? Знаете зашто е добро, затоа што веќе се дава поголема тежина на спортот. Значи не е веќе агенција, значи спортот се става на едно повисоко ниво. И јас се надевам дека тоа нормално се зависи од финансиски средства, дека се повеќе и повеќе ќе има можности државата да вложува во спортот преку разни основи. Дали е тоа преку ослободување, дали е преку некои стимулации и се надевам дека тоа ќе даде и дополнителни резултати во секој сегмент, па и во шахот. Така, мислиш ли дека сме талентирана нација за спорт? Да. Во минатото сме имале многу велемајстори шаховски, нели, па и многу дошли да играат за македонски клубови. Според она што го читав, сме талентирана нација и тоа е најубавата реклама, би рекол, за една држава. Мислам дека ќе даваме само еден пример. Треба да најде начини и форми државата. Пример ќе земам примерот Гого што боксува во Америка. Е доста познат, на пример, во тој, доста е талентиран. Му ја знам на некој начин историјата, одеше на утакмици со нас и навистина сам се вложи на некој начин. Од Ѓорче, така? Од Ѓорче, да. Ѓорчевско дете. И на пример нема се гледа колку труд и енергија и колку сам се труди да го испромовира тоа. Нормално има и критика за начинот и поддршката и ја еден апел, не само за него, него за сите така попознати спортисти кои може да дадат некој допринос, да се најде начин дали преку директно од државата или општествено одговорни компании да им помогнат. Например, тој на најубав начин не промовира. Значи јас гледам таму околу него се собираат и луѓе од балконов, ама гордо на пример го вее знамето на Македонија, а едноставно му знам дека работел две работи, тренирал и го постигнал се до тоа. Значи сам се издигнал на некој начин и ние тоа треба да го цениме. Така. Нели си човек кој што кажав и на почетокот на емисијата, многу брзо вака нека ми помина времето со тебе во разговоров, ама убаво ни идат. Убаво ни идем лаветот. Нели си семеен човек, човек голем верник кој што нели верува во Бога и така натаму. Кога се чувствуваше подобро? Денеска, кога не си толку активно, кога не се бавиш со политика или кога беше во политиката? Велат човек кој ќе влезе во политиката создава таква завист која што може би најака на светот. А знаеш како, во политиката, кога човек влегува, посебно кога млад, ја има 20, сам многу помлад сум влегувал на 18 години, ама веќе кога си почнал со општествени одговорни позиции, 28 години, па 32 години станав градоначалник, имаш некоја енергија младалачка што сакаш, што ти врие крвта, сакаш да се докажеш, да направиш што е можно повеќе. И тука едноставно па го заботалуваш се она претходно што го кажуваше, семејство, нешто што е суштината на животот. Едноставно ти викаш како цел живот дека ќе бидеш млад и се посветуваш. И колку повеќе влегуваш, толку повеќе се изморуваш на некој начин, се трошиш енергијата, а секогаш ќе остане нешто незавршено. Значи не можеш се да постигнеш. Значи јас сум знаел и сабота и недела да одам на работа и да одам во 6, да ги пречекувам колегите со кафе, да стигнам доека нема никој да испозавршам, да примиш луѓе, ама колку и да пробуваш секогаш ќе искачаат нови обрски проблеми. И едноставно мислам дека и во политиката, посебно луѓе кои што се бават со одговорни позиции во државата, треба да бидат сконцентрирани на клучните работи.
да ги споделуваат обврските, не секогаш да се трудиме лично да ги заврши. Може да е тоа со најдобра намера, ама ќе изгубиш внимание и концентрација за нешто што е многу побитно. Па и најбитно би рекол, семејството, нели, и сите тие кои окружуваат околу тебе. Уште едно вака прашање за крај, кажи ми, ако утре се појави нова политичка платформа или ако се реформира нормално демократски, социјалдемократскиот сојуз, дали би се приклучил и дали би соработувал со луѓе од ВМРО да помане? Значи, ние сме дискутирале, ајде да кажам, од заедницата во која што припаѓаме, сакаме на некој начин да покажеме дека како заедница секогаш ги споделуваме истите работи што не мачат во секојдневието, посебно и за некои крупни прашања, и дека на тој начин би сакале да се организираме и да дадеме поддршка. Нормално тоа ќе се седне, ќе се дискутира и мислам дека во нареден период ќе бидеме многу проактивни во врска со тоа и со организирање, бидејќи гледам дека со овие некои потези, тие луѓе кои што порано верувале во одредена идеологија, сега не се во тој правец, сакаат на некој начин да се позиционираат, да се активираат и да дадат свој придонес и нормално ако има исти заеднички ставови дека не е проблем да се разговара, тоа е политика. Политиката е средство за остварување на заеднички цели, ако нормално се пронајдеш ќе дискутираш. Тоа важи и за многу други политички партии, но на пример преска го дискутиравме СДСМ, со ваква политика ни подразна. Така, за самиот крај би сакал да ти посекам пред се многу здравје и успех во приватниот живот, во твојата професионална кариера, да се гледаме што почесто на вакви подкасти каде што можеме слободно, нели, да говориме за се. Саша беше стварно задоволство вече што беше гостин во студиото на Проверитас. Почитувани гледачи, тоа беше најновото издание на емисијата Проверитас. Следете не премиерно, знаете, четврток 22 часот на YouTube и на сите останати мрежи. Ви благодарам за вниманието. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proveritas.mk.